вечерашното издание на емисијата Zoom во рамките на Лавиринт на Канал 5 гостин е господинот Ефтим Гашев. По струка е економист, според моменталниот статус пензионер и пред се публицист и писател, човек кој во изминатите 10 години често можевме да го прочитаме во нашиот печат со поинакви ставови за многу настани од нашата понова историја, поинакви од оние кои до пред некоја година официјално ни беа представувани. Господинот Гашев во секоја пригода со гордост истакне дека е осуден на 12, издржал 7 години строг затвор веднаш по војната заради неговите идеи за самостојна, суверена и независна Македонија надвор од рамките на ФНРЈ. Но и во секоја пригода исто така ќе го демантира податокот кој смета дека е импутиран, дека ја гледал Македонија на чело со Ванчо Михајлов. Во 90-тиве години ќе биде еден од иницијаторите за основање на Демократската партија на господинот Петар Гошев, но сака да потенцира дека самиот тој се чувствува како некоја своја партија, политичка. Господин Гашев, нешто да додадете? Ке ве најавив како писател и публицист. Уште некој елемент од вашата биографија? Преди се, почитуваните гледачи на телевизијата Канал 5, сакам да ги поздравам со неколку афоризми од мојата најнова книга Драпаници. Кодошлокот е дарба Божја. Мал народ, големи кодоши. Јас сум дете на контрареволуцијата. Би ја запалили пепелта на досието, за да на Фениксот не му дадам шанса. Каква крчма, такви патриоти. Сенките на обесените не паѓаат врз джелатот, туку врз совеста на историјата. Добра вечер. Благодарам на поканата за гостувањето и на пријатниот разговор, иако темата претпоставам дека нема да биде можне пријатна. Непосреден повод, покрај оваа промоција на своевиден начин или на вашата најнова книга Драпаници, книга со афоризми. Мислам дека промоцијата е следнава недела некаде. Сепак непосредниот оној политички повод ни е темата досиеа или на новите законски проекти на оваа влада, со која треба да, како што тврда, да се затвори една страница од нашата историја, оној период во комунизмот, во еднопартискиот систем, кога беа прогонувани идејните противници на единствената тогашна партија на власт. Спред некои ваши изјави, господине Гашев, во јавноста, имам впечаток дека не сте баш приврзаник на овој процес, отварање на досијата. Зошто? Темата досија е комплексно прашање и мислам дека сегашнава иницијатива за отварање, така наречено отварање на досијата, нацртот го немам прочитано и мислам дека е хендикеп што јавноста не е запознаена со самата содржина, а преку содржината и што е целта на овие закони. Лично бидејќи сум човек кој сум преживеал многу во времето на оваа диктатура на пролетаријатот и каде досијата биле еден од сегментите на содржината на таквата диктатура, имам многу поинакво мислење и многу пошироко и многу подлабоко отколку сега за мене минорно прашање да се отворат досијата, кој кого кодошил, како го кодошил и така натаму. Јас се залагам, иако не представувам никаков посебен фактор за да можам да кажам се залагам во име на негово, јас се залагам со оглед да за време на овој тоталитаризам кој е бил тука 40-50 години, дека тука се случувале многу работи кои биле сојствени на тој режим. Јас се залагам за така наречено отварање на големото досие. Под големо досие мислам за многуте компоненти кои го краселе под наводници тој режим, каде зад себе тој режим ја оставил многу енигми,
остaju многу отворени, бели или црни петна во нашата историја. Затоа јас лично, да не останам впечаток дека се оградувам од ова. Јас сум за поширок приод, затоа што има многу елементи кои остануваат недоречени. Има многу енигми, да не ги наредуваме. Јавноста горе-долу и знае. Поготово ако се знае дека нашата историја е пишувана едносмерно, еднонасочно е пишувано. И до денеска горе-долу работите одат во континуитет. Онова што мене, да кажеме, малку ме иритира и што не сакам, не да имам некоја резерва, што не сакам баш да се вплеткувам во оваа проблематика, е индикацијата дека вика станува збор за 14.000 досиеа и тоа се мисли на полициски. Па ве молам, ја тоа го реков една прилика да го искористам сега да кажам, дека 14.000 досиеа во Македонија за време од 50 години на тоталитарниот режим југословенско-македонски, па тогаш ние треба да влеземе во книгата на Гинис за рекорди, дека во еден тоталитарен жесток идеолошки режим, дека имало само 14.000 спротивставеници на таа идеологија. Колку според вашата предпоставка? Према предпоставка, прво многу е индикативно што дали предлагачите или актуелната власт, мислам и тврдам за некои работи, државата точно знае по својата евиденција да земе првиот ешалон на луѓе во оваа држава кои имале досие. Тоа е ноторно. Мислам, сите оние кои се осудувани за овие 50 години од идеолошки причини. Тука се првенствено спротивставените на решавањето на македонското прашање во југословенски стил. Значи, луѓето кои се бореле за самостојна Македонија, држава на македонскиот народ, народ македонски со македонска национална свест. Тука се сите други кои се спротивставуваа на тоталитарниот идеолошки режим. Па тука се и луѓето кои се спротивставија на резолуцијата, односно се луѓе жртва на информбировската резолуција. Тука се, да кажеме, луѓето кои се спротивставија на експерименталниот закон за кооперациите, колективизација на македонското село, што е причина што ние го пропастивме селото благодарејќи токму на тој закон. И нормално таму масовни бева апсењата. И ред други националистички. Тука бева, да кажем, исто така луѓе и од другите националности кои исто така на одреден начин се спротивставува на тој режим. И сега, ако дојдеме од таа ситуација, да сите тие луѓе, што е нормално, кои излегле од затвор, само тој ешалон да го земе, нормално е да тие луѓе имат досие полициски. Да не збориме што треба да се разговара посебно и за судските досие. И сега, кога збориме ние за... И сега, колкав е бројот на луѓето што биле осудувани од идеолошки причини? Бројот. Тој број, аналогно тој има досие, тој број треба да го каже самата држава. За илустрација, јас имам тука, да кажем, едно мое уверение за судимост негде од 75-6 година, кога ми требаше за вработување. Значи, државата во својата казнена евиденција има уверение, кај што вика Ефтим Гашев, по татко тој, мајка тој, суден 45-6 година на 12 години за кривично дело учествува во ВМРО. Значи, еве е појдена точка. Извадите, не треба... Досијата ќе збориме понатака. Прво да го видиме списокот на судените лица. Мислите дека дури и судените се повеќе од 14.000? Па ви се молам, па немојте да... Па тоа е илузорна ситуација. Тоа е 14.000 за 50 години, тоа е 0,7% од населението во државата. Добро, доаѓаме до прашањето. Каде се тогаш сите тие досие? Многу би било интересно да јас прашам. Јавите ме да Имате ли предпоставка? Да. Јас овдека имам материјал, што не сакам да го замарам аудиториумот. Да, овој материјал е вашата евиденција што ова водите се што сум сите. напишал официјално и што е публикувано и што против мене се пишувало, се разбира, тука има жестоки работи, предавствувала Гашев, Гашев разбойник, Гашев гестаповец, така натаму. Овде кога еден новинар, писател Миневски, пишуваше една поголема репортажа каде се гробовите на судените ВМРО-вци, и таму се изјаснуваа повеќе наши другари затворници. И еден двајца од провениенцијата
од офицерите на УДБА, едниот одговори, тоа е со име и презиме напишано, непријатно сега да го ја именувам, кој вика, многу жалам што ги нема досиеата, кои досиеа исчезнаа некаде во Босна, некаде 50-тите, 60-тите години, кога тој офицер тврди. А и народот овдека зборува дека кога беше инвазијата врз Чекословачка, масовно дури кажува дека камиони носева досие во железарница да се горат. Така да нека По кој критериум се носени, например, еве останати се околу 14.000? Ја мислам дека се останати најбаналните. Дали вашето досие го сметате во баналните или во Не, јас крупните? Иако треба да бидам категорички дека јас имам досие, да не бидам вака малку и малициозен, претпоставам да и денеска може да имам досие, и вака сум незгоден со своите искази, вечен опозиционер и така натаму. Кога би се виделе тие, тогаш можел да кажем, ја познавам луѓе, да кажем, во мојата книга оде нашата кауза, имам над 3000 души кои поминале низ Идризово за тој мој период. И би било индикација кога тие луѓе што ги знам, и да кажеме, вториот дел на луѓе кои би требале на вашето прашање да имат свое досие, е логично. По моја евиденција, не евиденција никаква пишана, али по мои согледувања, најмалку за периодот овие 50 години е мала цифричка, да имало 30.000 осуденици. Тоа е минимумот, смета. Да, минимум, смешен дури. За тие 30.000 што биле во затвор од идеолошки причини, нормално имат досие. Дали вашето досие Јас не сум толку скромен. Моето досие е сериозно досие. Јас сум одробувал 7 години во Идризово, свесен, не сум јас заскитал во Идризово. Јас сум членувал во една илегала која е формирана 38 година, се разбира, ја формирал Трајко Попов и Борислав Градишки, кој Трајко Попов е стрелан 46 година, Борислав Градишки одлежал 12 години. Така да тука ова не е сериозна работа. Тие досија се многу сериозни. Не, бидејќи рековте дека оставени се оние Ја мислам, баналните, оставени се баналните за тоа што гледаме сега известна доза на политизација, каде сега поеќе да кажеме овде се, така да кажем, на стрешуват околу кодошите, да се знаат кодошите, кои се, што се. И тоа добро, треба да се знаат. Али да отвориме тогаш треба многу други работи. Имам вака представа дека жолцна е расправа од поновото време, каде поеќе има впечаток дека станува збор за една кариеристичка манипулација. Да кажеме манипулација задите или 20 на години, каде да кажеме и во таа сферата на високите интелектуалци, каде меѓусебно се кодошеле кој како повеќе ќе авансира у тој поглед. И за тоа тука се алудира да ги видиме кодошите. Ако збориме за кодоши од 45 година до сега, повеќе од пола кодоши, што е нормално, и од тие луѓе со досие, биолошки тие се веќе изумрени. Сакам да дојдам до цифрата, вака ќе биде многу краток. Значи, ако во мојата вака груба информативна сметка судени по идеолошка причина 30.000, а државата преку казнена евиденција може да каже точно, практика е секаде, каде се затвараат луѓето и судат, обично има многу повеќе затвораат, а помалку се судат. Нашиот процес затворени бева 30 души и судени 11. Ако земја таа провениенција, која изгледала од затвор после исследувањето, а не осудена, да земе само по еден човек, да и понатака бил во казнена евиденција, тоа се нови 30.000, тоа се 60.000 души. Ако земеме, што исто така еден ноторен факт, да во секоја куќа кај што имал осуденик, па најмалку по еден уште човек, да не кажам, ние сме четворица браќа, и јас сигурно мислам дека и моите браќа имале досие, затоа као жртви, да кажеме, на својот брат. И ако земе тамо по еден човек од фамилиите на судените, тоа се нови 15.000, ќе дојдеме до колку била тамо таа цифра, и да земе уште 15.000 обични кои се надвор од судените лица и надвор од фамилиите и така натаму, доаѓаме 70-80.000 досие. И ако земеме под предпоставка на еден со досие, еден кодош, тоа се, да кажеме, 150.000 души. И сега што е целта? И сега да ги отвориме досијата. Да ги отвориме. Прво што е целта? А зашто, да, се извинувам. Да. Рековте дека уште во 50-тите години голем дел од досијата се носени во Босна, така рековте. Да. Така пише офицерот на УДБА.
Така. Да го пишува тука. А ние сите тоа зборуваа тогаш дека се горат досијата. И самото тоа што се вика дека има 14.000, тоа е И смешна работа. почетокот на 90-тите се говореше дека и во тој период добар дел од досијата некои тврдат дека биле Па сигурно уништени. тоа се тие филува, тие се чешла, тие која власт како ќе дојде таа така со нив манипулира. Дали Ефтим Гашев ќе отиде да си го види собственото досие? Јас реков у овој афоризмот да дури и пепелта на досието би ја запалил, на Фениксот да не му давам шанса, тоа е зло, досијата. Али нема полиција која не води досие, нема полиција која не прислушкува. Тоа е нормално, тоа е ноторно. Како рекоте, мала држава, големи кодаши. Мала држава, Ги тоа е... знаете ли вие вашите кодаши? Па видите да ви кажам, јас ги знам, али не ги знам сите, тогаш би се уште поголема траума. Станува збор, ако доробме до 130 луѓе кои би биле инволвирани со као кодоши, јас се извинам што така ќе ги речам, или третирани условно Информатори. или информатори, подкажувачи и така натаму, денунцијанти. И овие што имале, и кога имаме денеска ситуација да повеќе од половината се изумрени, и сега со обеледенувањето, колку се виновни тие нивни наследници, поколението и внуци, што дедо му во одредени услови станали ли кодош, имал ли досие. А морам да кажам, знаејќи ја практиката во тоа време, да голем број од тие кодоши, зборам првите револуционерни години, првите 10 или 15 години, повеќе од пола кодошите станава прво тоа прогонувани луѓе. Тоа се луѓе сигурно што имале и досиеа. Прогонувани Мислите под присила станале? апсолутно по жестока присила, па присилата и во затвор се вршеше меѓу нас затворниците. Ќе ви дадат еден пакет да примите повеќе од дома ако бидете цинкарош, така речено, ако бидете подкажувач. Ќе ви дадат едно видување повеќе ако земете својот другар тука кој се измачува покрај вас да го вие кодошите. Ќе ви дадат да кажеме парче леп поголемо, значи тоа беше систем. Беше систем да во секоја фамилија има кодош. Да, но значи кодушите можеа да направат успешна кариера во тој систем, така. Па има нормално од и меѓу кодошите има и луѓе и кариеристи. Има луѓе да кажеме кои идеолошки бил противник. И тој вика да ги гонам ја, тие ми се идеолошки непријатели. Сметате ли дека е во ред сега оној предлог дека секој човек кој нели планира да се кандидира на некоја функција во државава, ќе треба да напише изјава дали соработувал со службите во тоа време за безбедност? Значи, ќе направам чекор поназад малку. Кога зборуваме, и тоа ме иритира, затоа не оставам впечаток дека или сум нејасен или оставам впечаток дека не се баш изјаснувам. Ние зборуваме луѓе што имале досија као идеолошки непријатели на режимот, не на државата, на режимот, и кодошите услови да речеме. А што станува со луѓето кои беа инспиратори, иницијатори и кои ги водеа досијата? Кои ги, да кажеме, присилува оние да станат кодоши? А тие немаат Па тие, собствено прво, досие. тие не се третман на законот. Тие се во сенка. Па ви се молам, кодошот е виновен, али тој што создал кодоши, кој што ги организирал, кој ја правил селекцијата, кој да има досие, кој да нема досие. Но господин Гашев, тоа е, ајде да се изразам така, имидж на тој систем еднопартиски. Сите овие земји, нели, комунистички, функционираа по тој принцип. Да. Па ни Македонија не се разликува на тој план. Веројатно не се изумна еден човек од нашава држава. Госпоѓа Јадранка, Тоа е стил на тоа владење. Морам да кажам, нема да кажам ништо посебно. Кога ќе падне тоталитарниот режим, дали е фашистички или комунистички, и уопште тоталитарниот режим кој ќе падне, тој еден слој, горниот слој, тој се демонтира. И доаѓаат нови луѓе. Доаѓаат луѓе неоптоварени од претходната идеологија. Доаѓаат луѓе со нови идеи, луѓе демократи. И тие луѓе кога ќе ги отвараат досијата и кои ќе имат третман над досијата е едно, а друго е континуитет, ние да кажеме владеачката номенклатура која беше 50 години и новите партии кои доаѓаа да кажеме или СДС, ќе кажа дека сменија континуитет на претходот, тогаш што ние да збориме за отварање досија или сега целата дискусија треба да се сведе што ме вие прашувате дали овие високите функционери треба да ги отвориме. Па многу сме сентиментални и сакаме да видиме само кај функционерите. Па зашто не го отвориме да кажеме и оној обичниот човек што не може глава да дигне 50 години, тој и фамилијата негова.
него го ставаме тамо некаде у сенка. Не е важен тој што е неговото досие, него е важно сега на некој професор дали ќе биде функционер или не ќе биде функционер. Не, на таквите луѓе поентата нели да не им се даде да ја водат државата. Па не само такви луѓе, кои за тоа треба, јас реков, еден комплетен ешалон. Јас сум зборил со председателот Глигоров. Му реков, председател, вие не може да бидете мој шеф на држава. Па вие бевте, викам јас, вие пиете шампанско кога се слави самостојна Македонија, а вие пивте шампанско и со Тито кому го давте третиот орден за народен херој, а јас и ние во Идризово за самостојна Македонија. И вие шеф на оваа држава. Ексим Гашев не беше тогаш на плоштад. Мон? Не бевте тогаш на плоштад. Бев, како да не? Како да не? Не бевте на бината. Па добро, јас сум свесен дека секој не може да пие шампанско. И не претендирам дека сум јас. Иако да кажем во однос на некои други, сигурно би било многу поубаво местото таму. Што мислите за идејата дека ако веќе ги отвараме со работниците нели на претходната служба за државна безбедност, треба јасно и гласно да се кажат и кои се луѓето од власта кои пак соработувале со некои странски безбедносни структури. Нели, на најновиот закон вака одговара опозицијата. Не сакам да оставам впечаток на малициозност. Ако тоталитарниот режим со самото негово име, со таа диктатура на пролетариатот, тој за 50 години делувал жестоко. У таа жестокост со судски манири, без судски манири, луѓето прогонувани, стрелани, убивани дури за времени издржување на временските казни. Не заговарам, па мора ли кога ќе се смени режимот да некој барем да каже, ние викаме се смени режимот, оти било едноумие. Па не е доволно тоа било едноумие. Па тоа едноумие луѓе загинувале. Па уште не се знаат гробовите на луѓе убиените. Треба ли некој кога доаѓаме на демократија, ние зборуваме да го отвориме досијата и прашањето ми беше за соработници со странски разузнавачи. Тоа е веќе другиот дел. Него јас да вратам за ова. Не, ќе дојдеме до таа тема. Да кажам, треба ли некој па да даде отчет, макар и формален отчет, што се случувало во 50 години? Треба ли некој да одговара? Треба да одговара некој историски, некој да одговара политички, па ви се мора некој да одговара и кривично, ако убивал. А ние за тоа не зборуваме, викам сега, кој кодоше, што правеле, кој на некоја слава, некој нешто рекол, потишол. Некои работи. Дали да речеме сега се наблюдуваат од некој друг агол или со поинаква светлина, се осветлени? Знаете, пак ќе кажам, неубаво да кажам. Што е со тоа големо досие? Еве, сосема кратко. Јас Сизифовски ја гледам. Го отворивме ли големото досие? Не. Јас Сизифовски залагам за демистификација. За мене луѓето кажуваат дека Гашев е нихилист, НОБ го. Јас и НОБ го почитувам оние реалните граници, а сум против глорификациите. И сум против оти тоа на НОБ-то му се дават многу елементи кои да кажеме и не се такви. Од тој аспект сакам да бидеме скромни. Не се слагам со цифрата Македонија излезе од војната со 101 борци. Немојте, па живи луѓе сме ние. Кога 43-та година на 18 август, кога ние го славиме денот на македонската армија, кажуваме официјално дека тогаш е формирана поголема воена единица баталјон Мирчаце од 205 души, за кој јас села почитим одавам. Али не може да прифатам да за една година станале 100.000 души, ве молам, и дека се загинали 25.000, да не создаваме мистика. Јас со тоа сакам да кажам, реално да кажеме. Има луѓе загинати, точно така. И треба се каже, или тој фашистска окупација, така натаму. Има. Добро. Јас вие имате така. Јас за 10 години се борев на прашањето. Јас за 10 години. Зошто не се отвори за овие 10 години големото досие, нели? Па јас Сизифовски така како сам за себе ќе дојдам ситуација дека јас наводно својата суета сум незадоволил, сум напишал. Али ја тврдам дека сум напишал автентично. Во онаа книга реков има 1100 имиња
од разни провениенци. Книгата е стара 5 години. Никој не се нашол побуден, настрана што никој не е ни пофалил, не побуден од другата провениенција да ме тужи за клевета. Ја кажувам тамо кои луѓе се убијани. Ја кажам луѓе кои да кажеме тогаш го спроведуваат тортурата. И Никаков ефект од никаков ефект, што е ефект? ова ваше искажување. Ништо, тоа тамо може да кажеш ти може да си правиш барем сумот. Јас имам обврска пред себе си и пред таа наша генерација која е на одумирање, поготово тука има една голема фалинка, тука има голема импутација дека ние судените за самостојна Македонија. Судените како македонци со големо М, македонци со македонска национална свест. А импутацијата ни беше не толку импутацијата од Бугарија, импутација беше од власта каде ни се да се компрометира идејата. Нам ни се кажуваше тие биле за самостојна Македонија, а биле со Ванчо Михајлов. Што е ние врска со Ванчо Михајлов? Ванчо Михајлов е представник на една туѓа опција. Ванчо е представник на една велико бугарска антимакедонска опција. Ние со него немаме ништо заедничко. Вистина е тоа што ние у затвор се судривме со провениенцијата на Ванчо Михајлов, тоа беа соработници со бугарскиот окупатор, кај што ние немаме никаква врска. А бугарскиот тој така наречен научен институт, он издава разни книги и едици, кај што вика сите тие кои се побуниле против титоизмот во Македонија и за самостојно, уклучувајќи ги имињата на сите нас тамо, дека сме сите ние борци за бугарштината. Па ви се молам, тоа е не само што е нонсенс, тоа е криминал. Дали сте вие за тоа ново препрочитување на историјата? Изјава што ја даде пред скоро година дена министерот за иселеништво Мартин Треневски, кога овде гостуваа представници од МПО. Зборот препрочитување има, треба да разјасниме кој што подразбира. МПО. Сум пишал, сум кажал и ќе кажам. Тоа е филијала на врховистичкото крило на ВМРО на Ванчо Михајлов. Формирано од Ванчо Михајлов, односно од Јордан Чкатров, со кого сум имал јас можност, у затвор сме биле заедно. И човекот ми ја расправал и тој се изненади кога му кажав дека сум јас за самостојна Македонија како македонец. Па вика ти, какав си ти? Какав българин си ти? Тогава ти си србоманин, вика, или си комунар? Како викам србин или комунар? Значи, МПО е јасна и сега препрочитувањето зависи ако некој сака да ја препрочитува македонската историја, за да најде у македонската историја туѓи корени на македонскиот народ, во случајот бугарски, тоа исто така за мене е, да го наречем и предавство. Ќе бараме бугарски корени. Па ние у етногенеза со бугарите немаме ништо заедничко. По етногенезот, по науката, се знае како е формирано бугарскиот етникум. Добро, тогаш што ви пречи ако е тоа нели така? А јас викам да препрочитување има простор. Има простор за тоа што и ова што збориме. Тука имаме ние енигми. Тоа е историјата. Енигма Ченто, енигма Шарло, енигма Рацин, уште за ташко работа. Енигма Венко, енигма Шатев. Тоа се све работи кои треба во историјата да се малку да се објективизираат. Зошто овие 10 години плуралистичко живење не придонесоа да ги расчистиме ваквите енигми? Па не знам. Тие се отвораа вака во јавноста. Ништо се отвора вака учарчески муабети. Никој не напишал да кажеме книга да кажеме да земе сега една анализа политичка анализа да каже да го земеме сега само Ченто да кажеме првиот претседател на Македонија. Сега дури преди неколку месеци искочи книга од неговиот син Илија каде ги има искажувањето на Ченто. И ви се молам, значи, тоа треба на државно ниво, на ниво на институција, дали е тоа институт за македонска национална историја, да се работите, разгледаат не со тенденција да бараме туѓи корени, да бараме вампири, него да ја бараме вистината за тоа што и во поновата историја има вистина, има и невистини. Па ви се молам, Ченто одлежа, јас сум со него бил заедно, нели? И грубо е речено лежа, ние не сме лежале. Ние сме работеле жестоко и нашите пресуди беа тешко присилна работа. Ченто одробува 10 години од својата казна, 11, и на крај, кога Ченто веќе умре заболен во Идризово, и обвинител вика, јас се откажувам од обвинителниот акт и сега Ченто е несуден. Па што е тоа, ве молам? Што е тоа?
не бил член тој виновен. Па зошто го судивте, господа? 10 години го судивте. А такви се другите и случаи, дајте ги ние, тоа е до големото досие да ги Така, но отвориме. што предлагате? Па ја не сум фактор никој што да предлагам. Вие Ја како предлагам- поединец имате Јас сум- своји погледи, вие напишавте Јас сум, идеја да, во јас сум, вашата книга, нашата кауза. јас сум за Полемизиравте доста повесниците, се јавуваа од Сојузот на борците, различни гледања. Новиве генерации што да помислат, еве? Секој тврди, секој има свој став, секој тврди нешто. Вашиот предлог, конкретно, како да ги симнеме овие темни петна од нашата историја или да ги расчистиме тие енигми на одредени личности? Јас лично им се извинувам на младата генерација дека ги замараме и малтретираме со оваа тема. Оти они не се оптоварени со овој проблем и они овој проблем го имат расчистено и решено. Нема проблем кај младата генерација, уклучувајќи и моите деца и сите други, по национално македонско прашање, тоа е јасно, појасно. И ова е наша дискусија и опште препукувањата за нив се смешни работи. Али ние, или што вика председател на држава, да оставиме историја, да гледаме напред. Нормално мораме да гледаме напред, али мораме некои табу теми да ги решиме. Не можеме ние да кажеме да идеме напред, а од друга страна македонскиот литературен јазик у најново време го ставаме во позиција на административно решавање дека тој е јазик на устав. Ако немаме устав, немаме ни јазик и така натаму. Или пиринците, македонците у Пиринска Македонија не се грижиме за нив, тоа е имиджот, гледајќи ја работата во иднина, откажи се од правата на пиринците, егејците и така натаму, но ние да гледаме иднината, па ние како ќе ја правиме, ова е наша држава. Така. Господин Гашев, сметате ли дека треба малку поинаков пристап и во нашите учебници по историја? Еве, ќе дадам за илустрација. Ние се знаеме за сите француски кралеви, нели, колку жени имале, колку деца, што сакале, какви склоности, од Наполеон да не ги редам, руските, исто така, цареви. За нашите личности од историјата, еве, Гоце Делчев, не знаеме ни дали бил женат, еве, вака малку ќе карикирам, но некако само се истакнува револуционерната борба, како да се плашиме, нели, да ги прикажеме како нормални луѓе кои имале свој приватен живот. Точно вашето прашање е во контекст на целокупната оваа ситуација и во окупната агитпроповска пропаганда. Историските личности ние не сакавме да ги третираме со сите нивни благородни или да кажеме со нивните мани. Сакаше идеологијата едната па и денешната да се историските личности третират и користат во пропагандни цели, глорифицирајќи дури и некои работи, така да беше споредно е тоа било дали Гоце Делчев бил женет или не, али за обичниот човек, за генерација која доаѓа, моите внуци ме прашуваат: дедо, прочите ми нешто за Гоце Делчевот и чијаме сега годишнина на смртта, што да му ја кажам кога у тоа пишува едно те исто и така натаму. Значи, ние треба преку демократијата не како анархија да влезе во науката, него во природот да влезе. Не треба во природот историски научен да биде доминантен политиката и идеологијата, што е резултат на тоа кое вие го кажувате. Така. Неодамна имаше една трибина за дисидентството во Македонија, па ме интересира и вашиот став. Имаше ли дисиденти во тој режим овде? Прашањето го поставувам бидејќи пред неколку години, читајќи некои книги од Запад, единствениот дисидент кој Запад го признава во бивша Југославија е Милован Джилас. Меѓутоа, по падот на комунизмот овде еден куп луѓе се пријавија како дисиденти на, нели, тој систем. Гледате дека се смејам, нели? Да, смешно. Прво по лексикографски, дисидентството е отпадништво од една идеологија. Генерално. Ние тука за Македонија или за Југославија, затоа е Джилас ја спомнат таму, станува збор за отпадници од идеологијата. А бидејќи била една партија во Југославија и во Македонија, станува збор за отпадници од таа партија. И бидејќи на тој симпозиум, не беше симпозиум тркалезна маса, бев повикан јас, и јас реков, мене местото не ми е овдека, затоа што ако Македонија по овој тер кои се дисиденти, јас не припаѓам на дисиденти од ваков калибар, не сум бил член на СКМ. Тука за дисидентство може да се збори на релација во Комунистичка партија, луѓето прогонувани по информбиро
и другите не прогонувани, тие, значи, овие информировци би требало да бидат дисиденти во таја смисла. А ако би го тој третман прошириле на државно ниво, ја би може себе се почувствувам дисидент на државно ниво, од јас сум се скарал со државата, сум се јас одделил од државните погледи на решавање на моето национално македонско прашање. У тај смисла јас сум дисидент. Така. И сега, пардон, и овде кога јас видов составот тука и се прочита една информативна листа, тоа беше идеја на некоја асоциација од Полска да и Македонија за некој алманах треба да даде имиња на 15 дисиденти и луѓето од Македонија како што дал Господ. И видовте голема мака И не можеме тука да разбереме пополните составот. кој да влезе натре и неубаво да кажам луѓе кои биле водечки личности кои биле во комунистичката идеологија во Македонија, кои не се судриле они по програмата на комунистичката идеологија, па станале дисиденти. Они се судриле во самата идеологија, по некои идеолошки финеси. Така да не ги работите сега или се спомнуват тамо, па либералите од 70-та година, па тие либерали беа исто комунисти од комунистичката идеологија. Вие не ги третирате либералите од 70-тите. Па тие се исто припадни, па тие како се ги дисиденти споменуваат Чокревски, Мирчев, Димитар Димитров. Па да, тие може да бидат дисиденти. Според вас не дисиденти. се дисиденти тие? Тие би може да бидат дисиденти ако ја напуштиле партијата, се скарале со партијата и да напуштиле, али колку што знам, многу од нив да кажем се скарале, па флегнале, па биле тамо и карањето не било Джила се скарал со партијата, али тој го игнорира идеолошките погледи комунистички, тој се дистанцира од нив. Овдека не станува збор да овие дисиденти кои спомнате дека се откажуваат од комунистичката марксистичка но наука. според некои критериуми дисидентот сепак треба да биде оставен или без работа, без средства за живење. Ако се земат оние од точно, Русија, се Чешка, одбил. тие главно и емигрирале од земјата бидејќи било неподносливо. Добро, некој емигрирал, некој не. Нашиве под наводници дисиденти сепак и натаму останаа на своите работни места, Затоа работеа, имаа затоа се насмеав ја. И поготово не можем ја да бидам, да кажеме, дисидент со, така да кажам, со таа провениенција. Ако станува збор за луѓе кои се спротивставиле на југословенската идеологија, комунистичка, кои се спротивставувале на федеративното уредување на Југославија, каде Македонија е тамо некоја полувазалска држава, тогаш сум ја заедно со едно 10 или 20 илјади души кои ние сме се на одреден начин спротивставиле на таа идеологија. Ние сме такви дисиденти, али не дисидентство од оној теоретскиот значај. Би се задржала сега на декларацијата што ВМРО ДПМНЕ лани усвои на нивниот партиски конгрес што се одржа во Струмица, а која се однесува толку на осудените лица кои се залагале за самостојна Македонија. Во оваа декларација се предлагат неколку работи. Прво, да се создаде законски основ за бришење на тие судски пресуди. Под второ, право на оштета на овие лица за нанесената штета од тој период со прогонот и посебни социјални права. Значи имаме 3 елементи. Па би сакала едно по едно. Според моите сознанија од она што можев да прочитам, вие сте априори против бришењето на ваквите судски пресуди, бидејќи споменав и во најавата, вие се гордеете со пресудата. Па, целиот овој разговор се остави впечаток дека навистина сум ја мака човек кој се не контраверзен, него да не кажем и конфликтен. Расудувам со свој ум. Ви се молам, декларацијата на партијата ВМРО ДПМНЕ стои дека ВМРО ДПМНЕ сакајќи да им излезе во престрет на борците за македонската самостојност, да им го врати угледот и честа. Значи, нам ни го земале угледот и честа некој и сега најмакедонската партија треба да ни го врати угледот. Мојата чест никој не ја земал. Таа чест ќе остане со мене и ќе умрам со нејзе. Ние сме судени. За моите 7 години можам да кажам да ни затвор продефилира за оваа идеја, ВМРО-вска идеја, се разбира македонска ВМРО-вска идеја, негде 5-6 души, а нека ме демантират некој аргументирано. Идејата е сега
да ни се за да ни се врати честа, да ни се смени статусот на судени лица и да бидеме со статус на несудени лица. И веднаш тоа го предлага во својата декларација да ВМРО ДПМН го предлага и тоа треба да иде као предлог у парламентот и ние преку ноќ ќе бидеме со статус несудени лица и ќе имаме совратена чест и достоинство. Зошто се спротивставувате на тоа? Зашто се спротивставувам? Прво, таја нонсенс да некој мојата и нашата пресуда, која е гордост национална, која е моја или наша национална карта, ВМРО-вска карта, документ со кој во еден историски момент се нашол некој да ја прифати штафетата на македонските идеали. И сега тој период историски од 45-та година навака, кој ќе ги избришеме пресудите, ќе го избришеме и тој период. Ние осиромашуваме нашата историја, а посебно кој ќе ми се земе статусот на судено лице за величенствените идеали на македонската ВМРО, тоа што ја никој ништо. Да, но ќе ви остане дека сте се залагале за Македонија на чело со Ванчо Михајлов, а вие во секоја пригода тоа го демантирате. Тоа што го некој рекол за Ванчо Михајлов, не сум го јас рекол. Мене никој не ме прашал. Не ви пречи што тоа ќе ви остане во досието, да речем? Мене прво не ми пречи од не ми пречи за тоа што ја така не мислам. Јас за поколението сум напишал 100 статии каде не јас. Ние сме се бориле, условно вака или онака, сме се бориле против сите врховизми кои идат на спротивност на македонската национална кауза. И да ви кажам, значи, не ја дозволувам, нека се донесат 100 закони. Мојата пресуда, а поготово како е таа заработена, да ја некој фрли на отпад, па тоа на што личи тоа? Тоа е за мене родопрелюбие. Правото на оштета за нанесената штета и посебни социјални права. Видите, дали ова идеја ви е прифатлива? Па може ли еден човек со идеал? Или ние тогаш, ја бев на 19 години, имаше мои другари, многу помлади од мене, од сите гимназии од Македонија, деца со куси панталони на 15 годишна, и фалсификувано им ги преправаа години, датумите на раѓање за да можат да ги судат. Па имаше ли цена некој да ги излаже тие деца и нас и мене, дека со пари може да не купат, не со пари. Па мене што ми пречеше да си ја останам тука, да не се мешам. Па ќе се студирам, јас сум градско дете, сум завршил гимназија, па ќе завршив школи, па ќе бев... Ви сакате сега посебни привилегии? Каква привилегија? Па тоа Па како борците по 45-та кои добија, да речеме... Ве молам, па за мене е срамно. Право има ли цена тоа? Па ја, што се вика, да бидам вулгарен, може непријатно пред овој аудиториум. Па раката порано ми се исче колку да потпишам на некој платен список да примам за тоа дека сум бил 7 години во ИДРИЗО. Па ви се молам, јас пред еден месец бев топ на друга емисија да ме снимавме тамо. Отидов, ја видов келијата моја. Ги видов решетките, ги фатив решетките вака и викам: "О, младост моја, многу си студена." Па 50 години јас сум се вградил во таа решетка и може ли мене некој да ме купи се, што да ми даде? Што може да ми даде од мене? Пензијата да ми ја покачи со 1000 денари. Има еден друг мотив. Да луѓето, бидејќи од оваа провениенција, имаше луѓе писмени, имаше луѓе неписмени, имаше луѓе, да кажеме, но сите тие беа честни. Тие, да кажеме, дојде у ситуација да и денеска живеат старост без пензии. Тоа се луѓе од селата, да кажеме, каде тој кодошлокот во провинциите е многу пожесток. Тие луѓе до денеска остарени, а знаеме земјоделието упропастено, луѓето не можат, луѓето немат ни социјални примања. Како живеат тие луѓе? А се вградил во таа историја за Македонија. Сакам да кажам, треба социјално да се помогнат луѓето од тоа дури и во член 36 ми се чини пишува, али за тоа никој не води грижа, затоа што од другата провениенција овдека се остава впечаток дека има само едни борци за Македонија. Тие борци што бева за Југославија, за Титова Југославија, Титови борци, преку ноќ станаа оморовски борци. И сега вика: "Ти, Гашево, одмори се." Па кога да се одморам јас?
Па не ви беа покеев ниту социјалдемократите, Не, не. сега повторно ги критикувате и Па, ВМРО молам, ДПМН па и нормално треба да се националната кауза, да треба речем. да се критикува се онова кое иде на линија помал отпор и кое иде на линија на штета на македонската кауза. Ние немаме друга резервна држава. Матична држава за нас е Македонија. Ванчо Михајлов зборува дека за бугарското малцинство во Македонија, ние сме малцинство по Ванчо Михајлов, не сме народ, оти нема македонски народ, македонски јазик и нација, и македонското малцинство, односно бугарското малцинство во Македонија, тоа го пишува Ванчо Михајлов во своето предсмртно писмо, нели? Кај што вика и у Македонија, Швајцарија на Балканот, каде Ванчо Михајлов вика дека нашата татковина, мајчина држава е Бугарија. Па ви се молам, има ли поголем нонсенс, да не кажам? Мислите ли дека Ванчо Михајлов е доволно осветлена личност во нашата историја? Он Бидејќи споменавте преска, нели, неколку имиња што ги сметате се уште за енигма, бидејќи постојат и такви Ванчо ставови. Михајлов Вие немате дилеми. сам се освестил како политичка личност, како идеолошка личност. Така да нема потреба јас да го освестувам. Ова е само, нема да замарам, ова е последното писмо што Ванчо Михајлов го напишал и потпишал. Тоа е писмо напишано 90-та година во март месец, а тој умира септември истата година. Ванчо Михајлов го пишува и тоа е писмо до всички браќа и сестри во Пиринска Македонија. Он не им се обраќа на македонците у Вардарска, за него тие се србомани. По негов третман. А егејците, за нив има сигурно некој друго мислење, и он се обраќа само на сестри. И он кажува дека е крајно време. Ме молам, тоа кажува Ванчо Михајлов, као тестамент, еве го неговиот подпис. Кажува дека крајно е време да се Бугарија распостре, тој е негов термин, до крајните западни и јужни граници на Македонија. Тоа вика тој. А во меѓувреме може да се приеме, негов термин, да се прифати еден преоден период самостојна обединета Македонија, како преоден период кон што? Кон обединување, кон распространување на Бугарија. Така да нема потреба ние да го квалификуваме Ванчо Михајлов или да плюкаме по него. Тој човекот така се е формирал и така ја водел таа неговата ВМРО и Моето последно прашање, господин Гашев. Лежевте во Идризово затоа што се спротивставивте на не лежев, работевме. Кашев на камен у Босна на минус 20 во степени. Добој. Да, под рефлектори сме работеле, за да биде денот поголем. Се спротивставивте на идеите и на идеологијата на Јосип Броз Тито. Сега еве ни објаснивте каков е вашиот став и во врска со ликот и делото на Ванчо Михајлов. Кој од овие две личности според вас повеќе наштети на македонската кауза? Видите, Јосип Броз Тито за 50 годишно владење и преку системот, он е создал и приврзеници и е создал и опоненти. Јас сум од опонентите, од тие прогонуваните. Може би, ако темата е широка, ако Јосип Броз останеше и понатака, да кажеме, у царството и империјата со Советскиот сојуз, поготово на нам, ќе не беше уште поцрно пишано. Но бидејќи после тој направи една осцилација, се поврзе и со Запад и играше некоја роља ваква и онаква. Јосип Броз Тито, да кажеме, има своји придонеси кои треба историјата да ги... Али со оглед да во Титова Југославија, македонскиот народ не имал собствена, суверена, самостојна држава. А основно е Но се право. здоби со сите институции за една национална. Не мора, не се тоа институции. Тоа суверенитетот е предаден. Ве молам, историски е право, природно е право да еден народ се бори за собствена самостојна држава. Ние и денеска гледаме зашто се борат курдите, зашто се борат чеченците, зашто се борат стотици народи во светот за самостојна држава. До која ќе се бориме, Ние господин Гашев, треба да живееме. Драга моја Јадранка, затоа викам ја јасном, зошто Асном не донесе одлука да се прогласи самостојна македонска држава? И со референдум да ја ние прогласиме самостојна македонска држава.
Па Но кој ќе ги токму Македонија која влезе, овој дел од Македонија кој влезе во рамките на Југославија, успеа сега нели да ја доживее својата самостојност, за разлика од Па другите што два дела. Сега ќе искочи дека ако не беше Југославија и Тито, ние ќе немавме денеска држава. Не реков. Не, вие не рековте, ама ќе констатирам така, ама така за мнозина вика, мене ме сретно вика, абе што се ти бафташ тамо, ако не бевме ние од 41 година борци, ние ќе немавме денеска Македонија. Можевте ли вие во тој период да се слободно да се декларирате како македонец? Ма виде, ја не сум нихилист, ама јас сакам да работите да ги ние доведеме, на едно рамниште. Еве ќе ви прочитам, јас сакам да зборам аргументирано со секого. Прво, јас и у друга прилика на телевизија реков да ние македонците сме биле еден вид за подкусурување. И у КПЮ ние сме биле за подкусурување. Ние да кажеме кој инспирира ЕНБ у Македонија? Инспирира Југославија. Југословенската комунистичка партија. Ќе ви дам краток. Добро. И сите препораки што доваѓава до Покрајнскиот комитет и сите залагања на македонските комунисти, нема ни еден документ дека они се бореле за самостојна Македонија, се бореле за социјални права во една Југославија. Дури македонските комунисти у тоа време не се бореле да Македонија, јако е тоа било кралска Југославија, не се бореле да Македонија, македонскиот народ да биде конститутивен во таа Срби, Хрвати, Словенци и македонци. Добро, отварате теми. Уште ова сакам да кажам. Тито во својот, да кажеме, реферат на прво заседание на АВНОј ги кажува тамо Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, македонците дури 53-та година со рака ги допишува. Па тоа е фалсификат на историјата. А еве овдека едно писмо од документацијата што се вика актуелна, Јосип Брос Тито, писмо до Покрајнскиот комитет на КПЕ за Македонија од 22 септември 1942 година. Ова е од собраните дела, том 12. Цитат. До денес нам не ни е познато дали суштествуваат и колку се силни вашите партизански одреди и затоа би било добро за тоа да не известите преку другарите од Србија. Значи Тито до 42 година во ноември не знае, а он не сака да знае, дека во Македонија имало партизански одреди кои се бореле проти окупаторот. Тој тоа го игнорира. Добро, отварате. Значи, отварам, тоа се елементите зарад кои ние сме се спротивставувале. Тоа е ваше мислење, има и поинакви мислења. Па затоа е камо сеќа, тоа е разликата што у тоталитаризмот за друго мислење се одеше во Идризово. Да дискутираме. Удба рекла дека Ефтим Гашев е за Ванчо Михајлов, а не сум рекол јас. И сега викате вие цел живот. Па тоа е наша судбина. Али не сакам, или некој вика рехабилитација. Уже тоа да кажам. Па каква рехабилитација ви се молат? Ние имаме тука две опции. Едната е југословенска опција, другата е македонска опција. Јас припаѓам на македонската опција. Луѓето кои си беа со југословенска опција 50 години јадева, пиева, спиева и така натаму. Оваа опција беше прогонувана. Победи оваа опција на референдум, оваа опција пак денеска па тоа е што викат мижи татарат, не може тоа така. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата Zoom. Очекувате ли реакции после овие ваши искажувања? Обично после секој ваш настап нели следува една лавина на Јас ви благодарам што поканите. Ја можам и ќе кажам уште еднаш. Зборувам по своја длабока човешка и национална совест. Не е важно кој како ме разбира. Јас знам дека жртвите се неопходни. Благодарам. Се гледаме повторно следниот четврток во истиот термин. Бидете и тогаш со Лавиринт. Пријатно.